Останете заедно со нас, отвараме една многу значајна тема, како да се наспиеме, како до квалитетен сон. Ќе се консултираме со тренер за спиење Сања Ѓорѓева. Добро утро. Добро утро. Официјално. По динамично секојдневие, кое што го имаме во текот на работната недела, но морам да кажам дека и го имаме и за време на викендот, особено родителите на малите дечиња. Често знаеме да се консултираме и да прашаме здравствени работници. Зошто не можам да заспиам, зошто малку спиам, зошто имам квалитетен сон, постојано сум вкучанет во вратот, во рамената, па често знаеме и перниците да ги менуваме, ни недостасува циркулација како изговор зошто тоа се случува. Но во суштина, каде е одговорот? За жал нема еден конкретен одговор да кажеме дека тоа е причината, да беше така лесно, на сите ќе ни беше животот многу полесен. Меѓутоа, можам да кажам дека во денешно време одговорот многу лежи во нас самите, бидејќи, како што самата напоменавте, со брзиот начин на живот, со толку многу обврски што ги имаме сите, пробуваме да стигнеме на сите места, а некако го кратиме сонот. Така што, дали се работни обврски, дали социјални обврски, децата после училиште имаат дополнителни обврски, ние исто возрастните, така што се пробуваме да направиме, да го кратиме сонот, што значи дека на еден начин остануваме до многу подоцна активни и немаме време да му дозволиме на телото да се стиши, да се одмори тоа што природно му е потребно. Да се одмори за да може да заспие и да може да одспие ноќта како што треба. Сања, често се калкулира колку часа ни е потребен сон, 8 часа сон, но некако последни некои истражувања вели со годините се намалува и потребата од тоа колку часа сон ни е потребно. Сега, колку има вистина во тоа, ако легнеме во 9 часот, дали се пресметува 7 или 8 часа, во зависност од тоа во колку часот ќе легнеме, или нема врска ништо од се ова што кажав и се она што се пишува, туку едноставно биоритмот зависи од секој нас индивидуално. Не зависи кај нас индивидуално, сите ние внатре, нашето тело функционира според циркадниот ритм. Значи, циркадниот ритм постои кај нас уште од времето, не е нешто ново. Циркадниот ритм се раководи според изгревање и заоѓање на сонцето, што значи дека знае нашето тело кога треба да биде поактивно, кога треба да биде постишено. Значи, наутро кога почнува да изгрева сонцето, тогаш одредени хормони кај нас се будат, кортизол, кои што ни даваат повеќе енергија за да бидеме поактивни во текот на денот. Како што почнува сонцето да заоѓа, значи како доаѓа се намалува денот, така почнува да се лачи мелатонинот, кортизолот да се намалува, така би требало да биде, телото да се стишува и ние да се на еден начин да се припремаме за ноќта и за спиењето. Меѓутоа, што ние правиме? Ние или ќе легнеме многу касно, посебно на денешно време сме изложени цело време или на телевизија, или со телефони, ако сме дома, до подоцна навечер сме излезени, што значи дека го пролонгираме, односно го лажеме циркадниот ритм кога е времето за спиење и го поместуваме целосно биолошкиот часовник од оној што е неговиот природен. Поради тоа многу често настануваат проблеми со спиење, бидејќи нашиот часовник кој што ние сами си го наметнуваме е многу различен и се разликува многу со оној биолошкиот кој што му е потребен на телото. Порано, кога немало толку многу обврски, кога немало и толку и ресторани за да бидат излезени луѓето навечер, се знаело околу 9-10, дури и 10 било касно сите легнувале и спиеле до наутро во текот на денот, нели активни, цело време били изложени повеќе надвор, бидејќи работата била дали на ниви или како и да, и никој немало проблем со спиење. Денешно време тоа да се обидуваме да го постигнеме и во денешно време. 10 часот да биде крајниот рок. Па или 10 часот или секој да си направи свое време, меѓутоа 22 часот. Така, да, но да си направи свое време, но да се обиде секој да отспие 7 до 8 часа би било идеално. Еден период се зборуваше дека и 6 часа може би се доволни, меѓутоа истражувањата покажуваат дека 6 часа сон сепак се малца. Оно што е многу важно, секој што може да си го направи, да се воспостави свој биоритм во однос на секоја вечер да легнува во исто време, секоја утро да се буди во исто време, без разлика дали е викенд или е работна недела. Ако луѓе кои што стануваат во текот на неделата многу рано заради работните обврски, идеално би било тоа да го прават и во текот на викендот, иако можат да поспијат малце повеќе. Тоа сакав и да прашам, што му правиме на организмот кога можеме да си поспиеме малку повеќе за време на викендот? И веројатно и оттаму митот дека тешко се станува во понеделник, ако сме се опуштиле 2 дена претходно и сме излегле од биоритмот.
Така е. Па нашиот биоритм најдобро ќе функционира ако сме константни и ако имаме една константност, целосна константност за време на легнување и станување. И нема да ни биде тешко во понеделник да стануваме, бидејќи сме го научиле нашето тело на еден начин во колку саат легнуваме, во колку саат стануваме, во колку саат јадеме, во колку саат сме најактивни, така да колку што е можно да се задржи еден константен биоритм во текот на целата недела, а не само за викендот да поспиеме малце повеќе, бидејќи тие саат или два што ги поспиеме, после повторно ни го пореметуваат целиот биоритм. Се плашам да почнеме со колегите да го применуваме тоа, оти ќе треба и за викенд да стануваме во 4:30. Тоа е проблем. Тоа вистина. Вистина е проблем. Го споминавте кортизолот, мелатонинот во еден сегмент. Често слушам како да стана популарно, не знам, се проверува количината на мелатонин која што ја имаме во себе и се суплементира ако е намалена. Тоа помага, не помага, какво влијание има. Оти обично кај нас кога се суплементите во прашање, многу сме полемизирале на темата, често и е популарно да се зема одреден суплемент во одреден временски период. Што е со мелатонинот? Мелатонинот, факт е дека кај многу луѓе има дефицит на мелатонин. Тоа е пред се затоа што, како што самата напоменав, ние сами си го кратиме мелатонинот. Или до покасно седиме, изложени сме цело време на телефони, светлината од телефоните го нарушува мелатонинот, од телевизијата, така да секако се намалува мелатонинот. Меѓутоа, зависи од суплементи, не можам да кажам дека помагаат многу, зависи кај некои луѓе, зависи количина, зависи кои суплементи има, значи тука многу да се зборува на темата. Меѓутоа, доброто е што кај многу луѓе помагаат подсвесно. Значи го имаат оној ефектот, сум се напила, добро сега ќе одспиам, така да тоа е подсвесно кај некој помага. Мелатонини и такви суплементи да се земаат по препорака на својот доктор, за да се знае кој суплемент, зашто не може секој мелатонин да помогне, кој суплемент е тој што може да помогне. Меѓутоа, најприроден начин за да се излачи повторно мелатонинот е изложувањето на дневна светлина. Колку што е можно повеќе изложување на дневна светлина. Дури да е облачно надвор, изложување на дневна светлина помага многу при лачење на мелатонинот во текот на ноќта. Сега, времето ни е убаво. Верувам дека денеска повеќето од граѓаните ќе го поминат надвор и викендот ќе ни биде таков. Тоа значи ли дека полесно и поубаво ќе заспиеме и ќе имаме поквалитетен сон? Апсолутно. Сушност, каде е факторот, што треба да правиме дополнително во нашата дневна рутина за да можеме да го постигнеме тоа? Што ни недостасува? Излегување на прошетка на дневна светлина, како што кажавме, денеска е прекрасен ден, колку што можат повеќе надвор и како помага во распиењето. Внимавање кога јадат, кога е нивната вечера, значи убаво би било минимум 2 часа пред спиење, па ако не и 3, да биде нивната вечера, да не се јаде ништо. Пиење на кафе, пиењето на кафе се препорачува најкасно до 2 часот преку ден да биде, бидејќи на кафето му треба многу долго време да се разгради и за да не остави да спиеме. Пиење на алкохол исто во вечерните часови исто може да допринесе до потешко спиење, бидејќи алкохолот од еднаш не носи во длабока фаза на спиење, значи ние од еднаш ќе заспиеме, меѓутоа после се будиме и многу е нарушено спиењето. Ние можеби ќе спиеме, ама многу неквалитетно и наутро ќе се разбудиме повторно ненаспани. Воспоставување на хигиена на спиење, значи, како што напоменавме, легнување и станување во исто време. Атмосферата во собата да се среди, значи да биде темна, собата колку што е можно потемна. Постелнината, душеците, перниците, пижамите да бидат квалитетни, значи да се инвестира во квалитетни душек, перница, пижами, затоа што сето тоа влијае на спиењето, да нема звуци во околината, ако има премногу звучни комши или спијат во таква околина, да се пуштат бели шумови за да ги блокираат тие звуци, за да можат да поспијат колку што е можно поквалитетно откако ќе заспијат. Ќе искористам при крајот да ве прашам, нашите родители, бабите, дедовците знаеат често, тоа беше еден момент од нивната дневна рутина, знаеат често поручекот да дремнат. И така се викаше попладневна дремка. И како деца паметам дека ми останато тоа така, дека е потребно за нашето здравје попладневна дремка. Забележувам дека здравствените работници, повеќето, особено нутриционистите, го советуваат тоа.
Потребна е попладневна дремка и колку таа треба да биде да не се занесеме? Потребна е дефинитивно, посебно поради тоа што многу ретко кој од нас по овие денови спие по 8 часа. Така што потребна е таа попладневна дремка, меѓутоа да не биде подолго од 30 минути. Бидејќи ако биде подолга... Како ќе успееме со 30 минути? Преморени кога ќе легнеме толку. Да, али ако спиеме повеќе, после голема веројатност дека ќе го нарушиме ноќниот сон и се вртиме во круг. Добро, ова исто така ќе го забележам. Благодарам денеска за гостувањето. Навистина многу помогнавте со советите. Благодарам. Дел се најдовме, дел велам нема да можам и да сакам да ги применам. Ќе вклучим и Кристина, Кики. Станувате секој ден во исто време. Ме исплаши. Друго тешко ќе ни оди. Друго тешко. Но секако се добре дојдени, имајќи предвид дека навистина го зима данок од стресното секојдневие, па и спиењето се учи. Да, квалитетен сон, половина здравје. Не баре рекле, да. Благодариме за гостувањето. Благодарам за гостувањето.